Современата жена има денес многу значајна и тешка работа и одговорна во секој случај. Таа не е само домаќинка во својот дом, не е само мајка, не е само сопруга, туку во исто време и одговорна работничка и се она што исследува на работното место и активен чинител на современите процеси во општеството. Незината заложба да биде успешна на секој чекор, во секое време и на секое поле е евидентно. Тоа бара многу енергија, многу одрекувања и огромен влог за тоа да се постигне. Вие секој на свој начин тоа го правите, тоа го овозможувате како на вашето семејство да му удоволите, да му одговорите на нивните барања, а исто така на општеството воопшто и на институциите или на здруженијата каде што им припаѓате. Од тука, затоа сите институции, граѓански здруженија, треба и поединци да се вклучиме во решавањето на овој итекако важен проблем што е семејното насилство, кој што за жал го имаме се повеќе и повеќе, а од друга страна, ние како конзервативно општество, за македонското зборувам, сме малку индиферентни на оваа тема и знаете вие сите сакаме да го ставиме под тепих, да не се разбере. Секое семејно насилство што се случува на било кое место, дали во домот, дали во институцијата, дали на работното место, дали било каде што се случува ова семејно насилство, страдаат како жртви се децата и сведоци на тоа семејно насилство. И сите ние, зборувам во множина за сите, како да сакаме да го прикриеме и да го заборавиме. Вие сте сведоци, сигурно знаете од комши и од роднини, дека ајде као да не се страмиме, да не разберат комшиите, да не разбери снаата, да не разберат не знам каде шефот на работното место и така натаму. Сите тоа се уште го потиснуваме за несреќа на сите, сето тоа се провлекува, ама колку одминува времето. Мислам дека и тоа сте сведоци, вие знаете дека помладите генерации која се повеќе едуцирани, поготово со интернетот, сега кога се достапни сите информации за сите сфери на општественото живење и малку гледаат можеби поинаку за среќа, а една од причините, освен што е срамот да кажем за непријавувањето на семејното насилство, е неверувањето во институциите. Затоа што сите како да го потиснуваат тоа, мислат дека институциите, иако го кажам, нема ништо да се случи, нема ништо да биде, нема никој да ме разбере, а знаеме дека тоа семејно насилство може да биде од повеќе видов, со повеќе карактер. Тоа може да биде, знаете, физички напад, психолошки, психички, сексуален, материјален, финансиски, од било кој вид постои кај нас и за жал, уште еднаш да кажем, се уште го нема достигнато она ниво кој што треба да го имаме ние како општество. Ама апелот што го упатив и долу на трибината, како градоначалник на општина Прилеп, и овде кај вас како здруженија на граѓани, како што сте вие од неколку видови здруженија во нашиот град, апелирам да се вклучите максимално преку вашите здруженија за што помалку да има семејно насилство, што поскоро да се решаваат проблемите и што побрзо да се дојде до ефектот. Значи, да се откријат, да се детектираат и да се реализираат во институциите, дали ќе биде тоа во Министерството за внатрешни работи или во Центарот за социјални грижи, не знам каде, сето тоа да биде институционализирано и да му се стави крај. И да повторам, не може да му се стави крај, туку да се намали ова семејно насилство. За жал, јас ќе парафразирам малку и со шега, вие знаете дека главата е мажот во семејството, ама жената е вратот. Ние сите така го викаме, ама се уште не важи тоа така, туку уште као мажот кажува кој е маж во куќата, па тој е неприкосновен. За среќа во последно време сведоци сме и вие и ние сите знаеме дека не е баш така, посебно по новата, по младата генерација, ама се уште имаме многу за работа и многу да работи да
излезат на виделина и да се реализира она што сите го очекуваме, она што го бараме, да бидеме рамноправни, еднакви, не само виртуелно, туку и фактички и пред законот, и пред општеството, и пред граѓаните, и пред децата, и пред сите. Мислам дека тоа е целта на сите нас. И да не должам многу, сакам вас да ве слушнам. Сакам вашето мислење да го слушнам, кој е вашиот начин на реализација на ова. Дали евентуално имате некој проект или некој начин, како тоа да дојдеме, да го реализираме час поскоро, да се намали ова родова нееднаквост или физичко малтретирање или семејно насилство, како сакате речете го, за да имаме посовремено, подобро општество, кој ќе има безбедно за сите нас. Ние имаме проект, истиов овој проект, насилство врз жената, и го имаме реализирано, 1 година го работевме. За жал го прекинавме затоа што немаше средства, немаше слух за тоа понатаму да се продолжи. Чак и уште предложивме една куќа која што е приватна, ни ја дадоја таа куќа без никаква надокнада. Жртвите да бидат таму спасувани, односно да бидат изолирани од насилникот. Меѓутоа пак потенцирам дека не наидовме на разбирање и тој проект за жал замре. А ние имаме и флаери, книги напечатени, имаме и списоци, имаме сите податоци, ги имаме за цела општина, затоа што во невладиниот сектор, знаете вие како е, да размислуваме глобално, а да делуваме локално. И ние тоа вистински го правиме, не само нашата организација, и сите организации невладини во Прилеп. Меѓутоа сакам да кажам дека ние овој проект го имавме, не го дореализиравме, го начнавме и се соочивме со вистински проблеми кои што ги имаат граѓаните на општина Прилеп. Семејно насилство, насилство врз деца, сакавме да го прошириме и во и во школите за децата, за жените веќе го имавме и бевме финансирани од Скопје, од Труд и социјала. После немаја пари, немаја средства, нема инвестиции, ние за жал го укинавме. Меѓутоа, благодарение сега на вас овдека, гледам дека вистински сте заинтересирани и ние како организација можеме слободно да го продолжиме, затоа што имаме едуцирани персонал, едуцирани особи. Исклучиво од тие одеа на едукација, неколку месеци работеа со тој проект, така да знаеме, умееме и можеме. Китка може, знај, умеј, транспарентно, отворено, достоинствено да ги работи, мислам да ги решава проблемите во градов, не само да ги решава, та не може да ги реши, вака да се, мислам, начисто да бидиме. Меѓутоа, можеме само да ја ублажиме ситуацијата со овај проект. Така да, волјени сме за работа, ќе бидам кратка да му остапам место и на другите, волјени сме за работа, не само за овој проект, не имаме и други проекти, во догледно време ќе ги презентираме тие проекти, што тие проекти ни се доделени од Европска унија, од ИПА фондовите. Значи, ние, нашата организација, пак ќе потенцирам, е едуциран карактер, мислам не карактер, него нашата мисија на нашата организација е подобрување на социо-економската положба политичка на ниво на општина Прилеп. Што значи тоа? Значи ние се бориме за жените во општинава Прилеп да имаат и материјална состојба. Ако имаат тие материјално, ако се обезбедени, верувајте ми дека многу овој проблем ќе се реши на полесен начин. Обично се жртви оние што немаат и што нема никаква екзистенција, нема никаква помош, нема родители да ги збринаат, имаш ти насилство кај овие што се, ајде да речем, по интелектуална класа. Меѓутоа, тие има родители што имаат капацитет да си ги прибера нивните деца, имаш родители што не може и ќе ги остана милост и немилост. Со толку тоа завршувам јас со тоа, а по догледно време ќе се видиме, ќе разговараме од ИПА фондовите, од Европската унија. Сега јас ќе одам во Хрватска, имаме таму збратимени градови наши со Китка, имаме соработка одлична. Од таму нешто ќе видиме што можеме, како можеме, и вие како градоначалник ќе ве запознаеме со нивните градоначалници.